Срдечен поздрав и оваа сабота до сите вас кои што ова саботно попладне го минувате на фреквенцијата на телевизија Алфа во исчекување на уште едно ново издание на емисијата Фактор среќа. Оваа сабота се дружиме со една исклучителна дама која остава силен печат во својата професија, но и во општественото живење на нашава држава. Таа е посветена на медицината. Има врвна лекарска кариера, е врвен педиатар, редовен професор на медицинскиот факултет, добитник на многу награди и жена која има спасено многу детски животи. Но наспроти незиниот цврст карактер и посветеност на незината професија, ја красат уште еден куп човечки квалитети и доблести, поради кои што незините пациенти, соработници и пријатели буквално ја сакаат и ја обожуваат. Чест и задоволство ми е што денес моја и ваша гостинка во Фактор среќа е професор доктор Аспасија Софијанова. Цули, добре ни дојдовте во Фактор среќа. Многу во зборувате веќе, би се воодушевувам уште одма добро ве најдов. Тоа е само една капка од морето на вашите квалитети кои што многу пати досега се потврдиле низ вашата навистина исклучителна и богата лекарска кариера, но и истражувачко научна кариера, но ќе поразговараме за се лека полека во емисијава. Цули, одбравте една професија која што е многу благородна, но и исклучително тешка и одговорна. Од каде таа желба лично во вас, освен или таа генетска предиспозиција која што имате по таткова линија, но што е она што ве водеше да го чекорите овој пат сите овие години во едно од најтешките области со кои што може да се занимава една жена? Па веројатно и во вториот живот ќе биде истата професија, ако може и уште понапорна и поагресивна, далеко од тоа дека сум запрела, јас ќе продолжам и понатаму да работам независно од тоа која годишна возраст е, не познава тука работата и желбата да се спасуваат животите, бидејќи веројатно знаете како, колку и да сакате да се терате самите себе да направите нешто, ако тоа од внатре не ви доаѓа, секогаш се гледа дека е или вештачко или не е од срце направено. Она кое што во животот ми било секогаш водилка на себе, како осознавање како човек, тоа е веројатно желбата да помогнам и тоа да не го направам без некаков било каква субституција дека јас тоа сум го направила. Бе, сега вие ги напоменавте тие работи и јас велам, не, чекај, Ирена, имам јас уште, дури да спасувам животи, што значи дека длабоко внатре во себе, тој порив за да спасиш, на што и моето име практично се темели, тоа е веројатно некоја интересна карма која ја носам, постоела уште од минатото и јас се сеќавам дека и како ученичка во основно училиште, сите тие кои што имаа послаби оценки, сакав да им кажам или да бидат покрај мене за да можам да ги направам и тие на некој индиректен начин да ги спасам од некои непосакувани дејства, што значи дека желбата да се помага ја носите внатре во себе. При тоа, секогаш го носев оној момент дека можам тоа да го направам. Значи, компилација од повеќе нешта кои веќина од вас како личност. Што значи дека професијата е мојата личност, што значи знаењето е само ДДВ на сето тоа кое што понатаму заеднички нели влегува во на така наречена реанимациона фаза која ја даваме ние. И како велат, што е реанимација или враќање во живот или возвраќање во живот? Тоа представува целосна уметност, но во исто време многу наука, како што набројавте впрочем и дека и тој момент ме секогаш инспирирал. Дека ве краси храброста како карактерна особина, покажавте и докажавте уште во младоста, кога одлучивте да учите средно училиште во Соединетите Американски држави, што за тоа време и за една млада девојка од Крушево, да не речам девојче, на таа возраст на вистина беше многу голем и храбар чекор. Како се случи тоа всушност? Мајка ми е од Крушево, а татко ми има исто потекло влашко од Битола и од Крушево, од мојот дедо, така да тие така и се споиле на некој начин. Инако јас живеев во Скопје и сум родена тука. Желбата да одам во Соединетите Американски држави дојде
како, да речам, како една награда на мојот татко, кој е исто така педијатар и кој е основач на педиатриската или детската неврологија воопшто во тогашна бивша Југославија. И беше прв председател на педиатриското здружение на Југославија, аплицираше за Фулбретова стипендија и можам да речам дека беше еден од првите кој ја доби истата, да живееме и да имаме можност да едноставно еден повременски период поседиме во една држава која што во тоа време беше комплетно различна од она што се случуваше кај нас. Скроз различни општествени системи, вредности, големини, многу различни работи беа тоа. За мене на еден начин голем шок по тоа време од едно прекрасно детство со пријатели, со друштва, со другарства, знаете како беше тоа, да отидеш во држава каде што се е големо и необично и различно. Понекогаш, знаете, сега да речеме во како поминуваат времињата, се адаптирате, знаете каде оде. Тогаш никаква адаптација, директно од Скопје во Вашингтон. Имав прилика таму средно училиште скоро 2 години да учам и тоа во Алберт Ајнштајн High School во регионот на Вашингтон, каде што живеевме во Бетезда, Чевичејс, и мојот татко работеше во NIH, што е Националниот институт за здравје, кој е еден од се уште реномираните здравствени установи кои се занимаваат со проучување на здравјето, и затоа е Национален институт за здравје во Вашингтон, и таму имав прилика да запознам многу интересни, па во тоа време за мене контраверзни работи, бидејќи одев глумев, одев играв, свирев, пошто јас и тука учев нижо музичко училиште, завршив, па таму продолжував со дел од некои представи во склоп со самото училиште, кои беа малку различни за размислувањата во тоа време на овие простори. Значи, сепак Соединетите американски држави носат една прогресија и носе и во тоа време, која за мене не беше непрепознатлива. Имате луѓе кои не се снаоѓаат. Јас напротив, толку ми беше пријатна таа нова атмосфера и тие нови дружења кои станаа до ден денес. Имам другарка која што континуирано сме во уште од тоа време зборам, бидејќи понатаму вие запознавате и колеги, и конгреси и така натака, меѓутоа таа ми остана од средно училиште, една од најдобрите мои пријателки, и се сеќавам дека од секојаш веројатно тој став да сакам ново, да го запознавам тоа ново, остана да се проткајува еве до ден денеска, верувам и понатаму во животот. И кога се вративте од таму, полни со нови искуства, полни со разбудени потенцијали, што ги носевте во вас, зачекоривте на патот на медицината. Нормално, медицинскиот факултет беше вашиот избор. И стана оваа професија ваш живот и љубов број 1, можам да кажам, сите овие години. Така е, јас имав дилема. Не беше тоа вистински во еден период, неколку пати го имам кажам, и се уште го носам, бидејќи компилација за многу работи правам сега од еден друг агол. Имено јас сакам непознаници. Веројатно и затоа и во педиатријата работам интензивно и работам нешто што е непознато, што може да има неизвестност и што може да има и непосакуван крај, меѓутоа тоа е предизвик за мене. Значи, не би можела да одам во нешто што нема предизвикувачко во себе, во нешто што нема нешто што ќе најдам, а да јас и дел од себе го внесам во тоа. И тогаш сум најсреќна. Што е и зошто практично одлучив медицина, а и ден денеска правам доста компилации со универзумот. Ние потекнуваме од универзумот. Доаѓаме од еден свемир, од една галаксија, која што ми била предмет постојано на размислување и истражување. Како човекот е дел од овој универзум, како се раѓа детето. И еве сега предмет на моите научно-истражувачки понатамошни, да кажам, дејанија се токму мозокот, човекот, што се случува со тоа најнеистражено подрачје на човекот воопшто. Така да, многу сакав астрофизика, многу сакав да се занимавам со проучување на соцзвездијата и еве тие што ме паметот од тоа време, бидејќи немаше како астрофизика, имаше астрономија над превари, бев прва во Македонија 2-3 пати. Оттам одев и на југословенски, во тоа време нели бевме дел од таа Југославија, бев трето место таму. Чи многу ме интересира тие астрономски достигнувања, што се прави во тоа што не обкружува, кое во секојдневето не го размислувате, а е дел од вас.
Така да тој момент беше интересен кога го дебатирав дома со моите родители, иначе потекнувам од многу конзервативна фамилија, тоа секогаш сум го кажувала и ќе го кажувам. Еден ваков карактер кој останува постојано да сака да биде со различни истражувачки работи, да оди, да патува, да бара нови некои нешта во животот, и родители кои што стојат цврсто на нозе, кои што знаат што сакаат во животот. Тука малку имаше една контраверзност и некако успеавме да најдеме еден заеднички именител со цел да јас во животот го правам тоа понатаму, а сепак да ја почнам основата со пак некој тип на истражување, а тоа е сепак медицината која е на вистина, пак ќе речам, една наука која содржи во себе компилација од многу нешта. И универзумот се содржи во едно дете. Фактички еден нов универзум почнува со неговото раѓање. Како се создава? Кои се тие сите работи што го прават еден од друг различен карактер? Зошто јас сум толку различна од моите родители? Генетиката која е сега бренд во светот сегде. Тоа е моето следно истражување кој го напоменав дека ќе посветам повеќе внимание, бидејќи тоа се работи кои што прават нешто што медицината секогаш ќе биде предмет на интерес, бидејќи новините го продолжуваат животот, новините го прават посреќен човекот, се она ново што се случува во медицината, особено начинот на кој што живееме, децата, нивното создавање, како до поуспешно семејство, до поуспешно дете и посреќно дете. Сигурно дека тоа ми е голем предмет на интерес, кој што стане и дел како ја завршив медицината, нели, многу внимавав на тоа да имам висок просек, ама не дека јас внимавав заради некого. Просек 9, со запирка 37. 9,5 имам просек, ама знаете како? Не е тоа дека јас го сакав тоа за да задоволам некого. Јас сама себе не се чувствував среќна во тоа, ако не е така. И кога ќе видам, ова го правам заради некого, не, ако го правите, правете го за себе. И сите тие нешта создадоа кај мене колку појак станувате ни сите тие искушенија, толку поубаво ви се случува да можете понатаму да почнете да пливате во многу подлабоки океански води кои што ќе ве однесат до нови нуркања во медицината и во знаењето, кое и понатаму ќе продолжи така. Тоа се баш океански води. Многу убаво го опишавте тоа. Да се одбере медицината како професија, значи да се одбере живот во кој што многу нешта мора да се стават на второ, на трето, на четврто и на пето место. Затоа што медицината бара откажување, огромна едукација, постојано дообразување, надградување. Бара секогаш лекарот да е достапен за пациентот и тогаш кога сте на приватен ручек, на одмор, на викенд, тогаш кога мислите дека имате мигови само за себе или за вашите најблиски, телефонот знае да задзвони и да му треба помош на некое детенце. И не се променив. Откаде, тоа сакав да кажам. Значи, 4 децени во оваа професија, како одминува времето, не само што не ви се намалува посветеноста, ентузијазмот и љубовта, туку се чини дека постојано тоа расте и расте. Навистина е така, ова не себично го кажам, бидејќи често пати се наоѓате на искушенија големи, животот е искушение. И во тие искушенија си велам, сега, хајде можда нешто да променам, нешто малку да работам различно тоа. Значи сега уште еднаш кај ве јавно кажувам дека само си го кажувам тоа, всушност следниот миг веќе доколку задзвони телефонот или некој ме бара, пак ќе бидам назад на задачата. Тоа е многу непроспиени ноки, точно. Малку за жена, ама веќе знаете што е тоа жена, што е јас сега баш, бидејќи ме интересираат успешните жени, ги анализирам како стигнале и кој е нивниот животен пат. Имаше постирано баш пред некој ден од мене за Маргарет Тачер, кога ја праша, не се чувствувате малку, пошто таа е една од првите жени која е синонимна жена која што била лидер, нели, а од друга страна сепак е Маргарет Тачер како гвоздена леди. И ја прашуваат, не се чувствувате малку во однос на сите тие мажи околу вас? Рекла, не знам зашто не ги прашате нив како се чувствуваат во однос на мене. Така да веројатно тоа е таа компилација на ситуации во кои, пак ја кажам, јас сум среќна бидејќи сум јас тоа што го правам. Значи, ако вие вашиот карактер го адаптирате на професијата и таа станува дел од вашата љубов во секојдневието, тогаш не ви се тешки никакви телефонски јавувања. Напротив, некогаш знам да кажам, леле, сега ли, ама тоа сега ли следниот миг веќе престанува
да биде сега ли и станува не. Некој не ме бара за да ме праша како сум, ме бара зашто има потреба за тоа. Тоа е разликата. Знаете, кога има некоја ве бара затоа што ја има потребата, тогаш верувајте ми дека со помагањето, пак ќе кажам, поврзаноста со универзумот, тој кармички момент фактички би се враќа после тоа. И се врати. Ми се врати на двете деца. Јас имам две ќерки, знаат. Сега имам и два внука кои што се исклучително убави и јас се зезам секогаш, сега нема да се наути ќерката, велам леле, цели се на мене. Што е нормално да биде тоа. Така бидејќи рефлексијата, дури во еден миг, еве ќе го кажам сега како ми надоаѓа, кога го земев од училиште бидејќи Михел е прво оделение и трча на кај мене, јас буквално се видов себе си, тој доста наликува на нашата фамилија. Да речеме кога трчаше на кај мене, јас викам леле, цули мала. Мислам нема врска тоа баш, ама сакам да кажам колку таа енергиите, колку пресликувањето на животниот процес, човекот, универзумот, создавањето на ново дете и целиот тој континуум има смисол. И така да велам, не, имало овој живот смисол. И правењето добро секогаш се враќа. Ако не на нас, ќе дојдете на следното поколение или на тоа пото. И тоа е убавината на животот и едно од најголемите задоволства. Пред да ве прашам, што вас како личност ве прави среќна, освен работата, тука констатиравме дека работата ви е голема љубов и среќа, ајде да прашам дали некогаш сте играли игри на среќа, односно дали сте гребеле гребки, дали сте играле бинго, дали сте уплаќале лото, или кога човек се занимава со една ваква професија, која што бара континуиран ангажман 24/7, нема време за такви нешта. Морам да бидам искрена, никогаш не сум го направила тоа. Може би интересно некојаш вака и да поигра човек такви некои интересни, вака да кажам, предизвикувачки работи, меѓутоа да го знае лимитот. Еден од изразите кои што го научив и сепак го пренесувам и е дел од мене, тоа е усул. За се има усул, нели? Така да, еве, ако ми дадете можност, јас ќе го направам тоа. Секако и од државна лотарија велат играјте одговорно и баш ми е мило што еве сега прв пат ќе гребете гребка, ова се гребки Калинка, каде што има 7 пати по 700.000 денари парични добивки, секако има и помали парични добивки. Еве, ова гребалче може да го искористите, треба да ги изгребеме сите овие полиња и да видиме дали ќе има 3 исти полиња, односно 3 полиња со ист износ, иста добивка. Добро. Затоа што единствено во тој случај гребката е Почнавме со убава сума. За сега различни се сите 3 износи. Ќе видиме што велат останатите полиња. Добро. О, 700.000 денари. Ајде да видиме дали ќе имаме уште 2. Ајде. Државна лотарија. Имам само 2 полиња од 10.000 денари. Ништо, оваа гребка е недобитна, но може би во останатите се крие некоја поголема добивка. Затоа подготви државна лотарија за секој гостин подарок во случај ако имаме ваква недобитна гребка. Ајде сега да се задржиме на среќата. И ова е среќа. И тоа е среќа. И самиот момент од вака една игра која што навистина, еве, ајде да пробаме да видиме што ќе испадне. Како викат, hoping for the best but expecting the worst. Добре, друг пат. Како некој што спасува човечки животи, како некој што има таа дарба да помага и да менува човечки судбини на цели семејства. А од друга страна и како жена, како мајка, како човечко суштество. Што всушност е за вас среќа? Како вие доживувате среќата? Интересно, како јас ја доживувам среќата? Јас ја доживувам среќата ако успевам на некој кој што покрај мене да го направам да се насме. Без разлика кој е тој, или таа, или тоа,
ама да можам да изнудам насмевка. Се помалку се смееме, се помалку имаме начини на кои што едноставно се радуваме во животот. Некако таа динамика станува толку брза и забораваме дека една мала насмевка не чини многу, толку многу дава. Јас сум една од луѓето која што сакам да се насмевнувам, затоа што не знаат луѓето што значи кога не може да се насмеат и кога има причина за тоа. Така да, мене многу ме прави среќна кога ќе успеам едно семејство или некого да го направам да успее да се насмевне, само заради тоа што во еден дел не е тоа само шега, едноставно убаво нешто што можам да предизвикам како чувство на некој друг. А кон себе, тоа значи да останам доследна на нешто што ќе зацртам. Има работи на кои знам не јас, воопшто генерално викаат прокастринација, значи оставате, па го оставате за утре, па го оставате и си зацртав дека тоа нема повеќе да го правам. И покрај одредени искушенија, каде што нели меѓу повеќе работи ќе си одберете, ајде може тоа да остане за утре. Не, ништо не може да остане за утре ако го направите планот. Тоа значи дека сум многу среќна секако кога успевам да она што ќе го зацртам го остварам во текот на денот. Добро, од каде ја наоѓате таа енергија? Ве слушам и просто се чудам. Како успевате? Не знам, веројатно тоа е таа генетика што често пати и мене прави во предизвикувачки ситуации. Имате 3 деца, сите имаат многу слични патологии, да кажам, на кои треба да се делува, сите 3 различно ќе изреагираат. Тоа значи дека секој од нас има и свој дел од среќата, своја генетика и малце, веројатно, повеќе фактори да се погодат за да излезе успехот таков како што треба. Ја не можам да се сменам. Има многу моменти во кои што и сум пробувала пред да започне емисијата, ви кажував и многу анегдоти од мојот живот кои што се врзани со тоа дека сум пробувала да сменам. Не, тоа сум тоа што сум. И на крај решив, таа сум што сум. Си се прифатив и одиме понатаму. Она што е фасцинантно, што и покрај целата динамика професионална на вашето секојдневие, покрај многобројните патувања, едукации во разни светски земји, во врвни медицински центри и зафатеноста тука, научно-истражувачката работа, сите ангажмани, вие сепак останувате за сите овие години една од најдостапните докторки кога се во прашање пациентите и децата. И секогаш кога има комплициран случај се бара доктор Софија. Кога одмарате, доктор? И како? На тој збор треба да му најдеме соодветен превод одмор кога. Веројатно и кога легнувам да спијам, размислувам многу и понекогаш е убаво, сега се повеќе како го проучувам мозокот, да има одреден период на време каде вистински мозокот треба да одмори и телото треба да одмори, бидејќи на тој начин се прочистува и се спрема за нови походи и нови победи во животот. Одморот е најдобар да биде ефикасен и ефективен навечер. И тоа сепак да има добри 7 часа минимум. Тоа е, мислам, дека најбитно од се. Она другото е, јас бидејќи сум постојано во движење, иако движењето во природа, како што го правите и вие, ме прави исто многу среќне и ми прави доста ричардж, што викаат, ама контактот на сама себе со природата. Тогаш знам да зборувам со птиците, знам да зборувам со дрвата, да се радувам како дел од таа природа. Трчањето кое го правев порано на Вардар, сега го заменувам со понекогаш прошетка со фамилијата која што ќе размени пак некоја убава енергија. Значи се трудам да бидам повеќе обкружена со тие што ми возвраќаат со позитивна енергија. И верувајте дека нема поважно нешто од тоа. Интоксицираноста што доаѓа од секојдневието поради тоа што сепак сме обкружени со секакви луѓе
и потоа прави еден бонд кон оние на кои што навистина енергијата им ја возвраќате со позитивно. И се трудам такво нешто да правам, такви типови на конекции со позитивни луѓе, на позитивен начин. Сепак не можам да кажам дека не ме прави сек на работата и покрај тоа што гледам понекогаш да биде тоа помалку, јас и понатаму сум 24 сата дежурна, ама тоа не го правам заради нешто, го правам зашто сакам да го направам, што значи така и ќе остане понатаму, а контактот со природата, знаете дека пред 2 години од моето Крушево и летав со параглайдер, тоа беше исто големо доживување, оваа година ќе го направам. Минатата година, не знам, не бев во земјата, така периодот кога и за тоа е погодно. Тоа се исто авантуристички активности кои ми се многу интересни и возбудувачки, адреналински и кои се дел од мене. Не го правам тоа заради нешто, го правам затоа што навистина ми е предизвик. Така се што има така интересни предизвикувачки ноти, мислам дека ќе продолжам да ги правам до кога можат коските да издржат. А кога ја спомнавте природата, само што сакав да се надоврзам со вашите чести посети на Крушево, родното место на вашата мајка, каде што веројатно најлесно и најспонтано ја имате таа конекција со природата, но можете да уживате ете така и во малку по адреналински и авантуристички моменти, како што и параглайдингот меѓу другото. Сте патувале во многу земји, најчесто професионално, секако и приватно, имате посетено голем дел од земјината топка и имате патем собрано најразлични искуства и верувам еден куп прекрасни спомени. Кое е за вас најсрекното патување, ако може така да се формулира некој од сите тие патувања и патешествија? Сите се интересни на свој начин. Секој континент е интересен. За Соединетите Американски држави да не зборуваме затоа што уште од многу мала јас имав прилика често да патувам таму. Европа е како Европа е исто многу интересна, бидејќи нуди една историја и од секогаш сум ја сакала. Да не зборуваме за Велика Британија која веќе ми е, да речам, и втор дом, бидејќи јас имам ќерка која живее таму и многу го сакам Лондон. Тука веќе знаат сите дека како дел од себе и дел од исто така едно убаво, да кажам, освежување на себе сама, правам викенди често таму. Но кога веќе ме прашувате за патување во кое навистина беше доста изненадувачки за мене убаво и тогаш сватив дека е навистина убаво човек да оди на такви дестинации, тоа се Малдиви. Имавме прилика да преку ќерката која што е во Лондон, преку Марија, да одиме во едно од тие британски острови, бидејќи таму има многу островчиња, и да бидеме во тој британски дел, каде што нема многу луѓе, а има само плавило и синило и навистина има куќички во средината на океанот. Тоа беше нешто доживување во кое дефинитивно го одморив мозокот. Знаете дека очите исто така се врзани со мозокот. Она што го гледате, затоа и ние сме облечени секојаш во зелено, во нека убава боја која што треба во исто време и да го одмара од мозочето, така да таму бев некако обкружена со нешто што барем тие 2 недели ми овозможија да сватам дека толку е убав светот, ама секој дел од земјината топка има свои такви убави места. Малдиви би го издвоила, реков, а да не зборуваме уште многу. Јапан, знаете дека исто нешто што ми остана како второ место, али сега веќе го држи второ место после Малдиви, бидејќи тие различни култури ме прават да се сопнам малку и да речам не, овде сепак има нешто што времето го прави малку поразлично и тогаш сето тоа влие на мене и во еден дел да ме врати малку назад, ако може со годините, што не може, ама колку толку, но од друга страна и да ми даде еден нов поттик да продолжам понатаму, уште повеќе да истражувам. А веројатно тоа е едно од ретките места, Малдиви, кај што не може да ви звони телефонот и кај што не може да ве извлечат за да стасате. T-Mobile сигде ме споил. Работно место. Доктор Софијанова, мене ми летна овој половина час како 50 минути и чинам дека што туку сме го почнале разговорот, знам дека за уште многу работи им остануваме должни на сите оние што сакаат вакви убави
пријатни, приказни, успешни луѓе кои што несебично ги споделуваат своите искуства, но искрено верувам дека ќе имаме прилика и во некоја следна емисија да проговориме за сето она за што не стигнавме денес. Ќе ви посакам овој ентузијазам, оваа енергија, оваа неуморност која што ја имате да ве краси уште долги години, а во име на Државна лотарија, уште неколку гребки калинка и повеќе среќа при грабењето. Ви благодарам многу. Секогаш ви имате една толку смирувачка енергија, веројатно на човек и тоа му треба. Некојаш ете така да си направи разговори и верувам дека уживаа гледачите од размената нашите различни, но убави енергии. Ви благодарам што ме поканивте. Ми беше чест и задоволство. А еве после овој разговор верувам дека успеавме да ви подготвиме нешто што ќе ви го направи овој викенд опуштен, убав, интересен, но и среќен. Ви посакувам убав остаток од викендов и се гледаме повторно во следната емисија. А до тогаш, многу среќа на сите и во се.